Ова се настаните од денес. Хидробиолошки завод Охрид домакин на голем научен собир за справување со климатските промени. Пазарните инспектори изрекоа казни од 20.000 евра за трговци кои не ја почитувале одлуката за ограничена маржа. Уметници од Австралија ќе ги сликаат убавините на Охрид и езерото за светот да ги види охридските пејзажи. Традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција на Црвен крст Охрид за посреќно детство ќе се одржи во сабота. Моќната тропска бура Хелен прерасна во ураган од прва категорија со ветрови со брзина и до 140 км на час. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме сончево и топло време со максимална дневна температура 24 степени Целзиусови. Во петок во најголем дел од западна, северна и централна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Во југозападна, западна и северозападна Европа продорна постудена воздушна маса која што ќе услови невообичаено ниски температури за овој период од годината. Во поголем дел од Пиринејскиот, Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во крајните северни предели с големина облачност, а локално во Словенија со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 23 до 32 степени. Во Македонија во петок по свежото утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 22, односно до 32 степени. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во петок ќе превладува сончево и многу топло време. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во Охрид во сабота сончево и многу топло време со дневна температура до 26 степени. Во недела претежно сончево време со појава на локална облачност. Попладне нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите. Минималната до 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во понеделник умерено облачно и свежо време со дополнителен пад на температурите. Утринската температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените.
Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Во Охрид и во Њу Јорк, во овие два града, денес истовремено се одржуваат научни собери за намалување на последиците од климатските промени. Целта е да се донесат конкретни мерки и активности за облажување на последиците од климатските промени, особено во градот Охрид, Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Во Охрид и во Њу Јорк денес истовремено се одржуваат големи научни собери за справување со климатските промени. Организатори на овој настан се глобалното движење Климат Хон, научната установа Хидробиолошкиот завод Охрид со поддршка на Европската унија. Целта е да се донесат конкретни мерки и активности за облажување на последиците од климатските промени, особено во градот Охрид, Охридското езеро и Националниот парк Галичица. Тоа значи дека Охрид не е помалку важен од проблемите климатските промени со кои што се соочува градот Њу Јорк. Така што ние имаме потреба денеска и важна цел да ги интегрираме сите страни, да ги ставиме приоритетите како да се справиме со климатските промени и да се адаптираме на истите. Зашто нашата агенда е искреирана во текот на денот, имаме од сите страни научници, државници, интегриравме невладини институции со цел да донесеме некакви заклучоци од каде да почнеме. Што му е најпотребно на градот Охрид, особено после ситуацијата или природната катастрофа што можам да ја наречам со Галичица. Нашата држава е подписничка на голем број конвенции за климатските промени, договори и иницијативи и рамковната конвенција на Обединетите нации. До сега во земјава се изработени 4 климатски планови. Кога пред години започна да се зборува за климатски промени, пред се мислеше на штетата или на влијанието на климатските промени на животната средина. Меѓутоа, во последно време се повеќе сме свесни на влијанието кое што ги прават климатските промени на економијата, на културно-историските споменици, на градовите и туризмот, како што е градот домаќин денес, градот Охрид, каде што туризмот е примерна гранка за живот на населението тука. И денес е денот да се приклучиме на ова европска иницијатива и сите заедно, и како држава, сите општествени чинители, да најдеме начин да се избориме со климатските промени. Охридското езеро е силно погодено од климатските промени. Штетни последици има и врз ендемичниот жив свет во него. Сладките води всушност се изолирани, фрагментирани, изгорана се под силно влијание на антропогениот, односно човековиот фактор, и токму затоа се и најранливата категорија во поглед на промените кои што се случуваат глобално во климата. Не станува збор само за покачување на температурата, меѓутоа тоа се интензивни промени на циклуси на интензивни суши или на интензивни поројни дождови. Охридското езеро е едно од тие чувствителни, нерезистентно на таквите промени. На научниот собир во Охрид присуствуваат државници, министри, бизнис секторот, невладини, конзули и евроамбасадори.
Санкции од 1,2 милиони денари изрекле инспекторите на Државниот пазарен инспекторат за непочитување на одлуката за ограничување на маржите. Државниот пазарен инспекторат во текот на вчерашниот ден извршил над 60 надзори на целата територија на државата во врска со почитувањето на владината одлука за ограничување на профитната маржа на основните прехранбени производи и нивно означување со ознаката помалку трошоци повеќе за тебе. Од пазарниот инспекторат информираа дека биле издадени 8 прекршочни платни налози во висина од над 1,2 милиони денари, а кај останатите субјекти постапките се во тек. Оттаму додаваат дека денеска се контролираат бурекџилници, помали маркети и останати трговци на мало. Излезени се 47 тимови на терен, односно 135 инспектори на ниво на целата држава. Напоменавме и во текот на вчерашниот ден дека толеранција нема да има и трговците имаат обврска да ја почитуваат одлуката, велат од Државниот пазарен инспекторат. Инспекторатот е задолжен да ги контролира трговците на мало и на големо дали ја почитуваат одлуката што владата ја донесе на 20 септември со која се врши ограничување на профитните маржи до 10% на 73 основни прехранбени производи, поради што се очекува нивните цени да се намалат за 10%. На иницијатива на уметникот Ристе Андриевски, уметници од Австралија ги сликаат убавините на Охрид и земјава. Годинава се тројца, а следната година ќе им се придружат уште 13 колеги, за да подготват изложба во Охрид и во Лонгонг. Целта е светот да ги види охридските пејзажи. Уметници од Австралија ги сликаат убавините на Охрид за да ги прикажат на светот. Иницијативата е на уметникот Ристе Андриевски, кој по потекло е од охридското село Горенци, заедно со двајца колеги од Австралија. Еден месец творат на брегот на Охридското езеро. На платно ќе ги стават охридските пејзажи, за да ги изложват и во земјава, и во Австралија. Идната година во земјава ќе гостуваат 13 уметници од Австралија, за да се запознаат со историјата, културата и убавините на земјава. Имаме поминато во Охрид, во Калево тука прошетавме и слики правивме и бевме вчера ка Галичица, кон Пештани, кон Свети Наум, бевме и Скопје, имате и други места ќе поминиме и да правиме слики. Имат полно македонци во Австралија и мојот изглед е во Австралија дека ја го гледам местото и како местото таму мене ми имат поставено како човек во местото, па цел живот ме тргат ваму и место во овде има нешто специјално и романтично и сакав, ми беше желба ја тоа да го фатам и да ги поканам луѓе таму и да разберат како е местово. И ќе појме после во Струга и после тоа ќе појме в Горенци од кај сум јас и таму ќе пентаме цел ден и ќе правиме слики и му се свиде многу тишина и убо и како полето се изглед вид. Австралиските уметници воодушевени од природата, црквите, музеите, фасцинирани од вековната историја и култура на македонското поднебје. Пределот е прекрасен за сликање, планините, езерото е прекрасно, особено во овој период од годината. Мислам дека е различен предел и вистински предизвик за нас, уметниците кои трагаме по различна околина. Прекрасно е, навистина се чувствуваме среќни што сме овде. Изложбата на пејзажи ќе се одржи следната година во куќата на Робевци и во галеријата во Волонгонг, Австралија. Сите дела на австралиските уметници кои на платно ќе ги прикажат како го доживеале Охридскиот регион, ќе остават свој посебен белек и подпис. По повод Светскиот ден на срцето, Здравствен дом Вевчани на 2 октомври во период од 11 до 15 часот организира настан, чија цел е поддигање на свесноста на граѓаните за значењето на покачаниот крвен притисок и дислипидемијата, како две најчести ризик фактори за појава на кардиоваскуларните заболувања кај луѓето. Во просториите на интерното одделение на Здравствен дом доктор Светозар Чочоровски во Вевчани ќе бидат спроведени бесплатни прегледи, кои ќе опфатат мерење на крвен притисок и вкупен холестерол, со цел скенирање на кардиоваскуларниот ризик кај луѓето. Од страна на доктори и специјалисти од установата ќе бидат споделени совети и информативни материјали за ова заболување, информираат од Здравствен дом Вевчани.
Традиционална хуманитарна и спортско-рекреативна акција на Црвен крст Охрид за посреќно детство ќе се одржи во сабота, 28 септември. Црвен крст Охрид информира дека традиционалната хуманитарна и спортско-рекреативна акција за посреќно детство ќе се реализира на 28 септември сабота. Овој настан, кој има широко општествено значење, ќе започне во 11 часот со главна трка на младите, чиј старт ќе биде од Кеј Македонија пред Хотел Палас, а цел на Кеј Македонија пред Центар за култура Григор Парличев, каде ќе продолжат спортските, културно-забавните и здравствено-едукативните содржини проследени со голем број награди. Учество на овој настан се обезбедува со купување на учеснички број кој чини 50 денари. Средствата собрани од продажбата на учесничките броеви за акцијата ќе бидат наменети за помош на деца со здравствени потешкоти од социјално загрозени семејства во Охрид и Дебарца. Секој кој ќе купи учеснички број станува потенцијален добитник на награда во големата наградна игра со преку 20 вредни награди и ќе има можност да се надпреварува во бројни спортски дисциплини: фудбал, ракомет, вртење хулахоп, влечење јаже, пикадо и друго. Традиционален партнер на акцијата за посреќно детство е стоматолошкиот центар Доктор Батковски, кој и оваа година подготви голем број награди и изненадувања, како и бесплатни корисни совети и препораки за правилна грижа и заштита на здравието на устата и забите кај децата и возрастните. Продажбата на учесничките броеви е веќе во тек. Мобилните тимови на волонтери на Црвен крст Охрид се достапни со учесничките броеви на повеќе пунктови во градов, а учесничките броеви можат да се набават и во просториите на Црвен крст Охрид. Јавното претпријатие Охридски комуналец ги информира граѓаните дека акцијата за подигање кабаст отпад во населба Бараки наместо утре ќе се реализира во понеделник. Заради преземените неопходни безбедносни мерки и активности по повод предстојната посета на унгарскиот премиер Виктор Орбан и неговата делегација на Охрид, најавената акција за подигање кабаст отпад од урбана заедница Гоце Делчев населба Бараки ќе се реализира на ден 30 септември, понеделник, информираат од комуналец. Од предпријатието апелираат отпадот уредно да се депонира најдоцна до 7 часот на 30 септември и претходно локацијата да се пријави на дежурниот телефон 075 495 428. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Шпанија нема да испрати делегати на инаугурацијата на новоизбраната председателка на Мексико на 1 октомври во услови на ескалација на дипломатскиот спор околу колонијалната историја. Клаудија Шејнбаум, првата жена на чело на Мексико во историјата, изјавила дека Шпанија го игнорирала писмото од 2019 година од нејзиниот претходник на функцијата, Андрес Мануел Лопес Обрадор, во кое се повикува на извинување на злоупотребите од колонијалниот период, јави Гардијан. Голем број земји од Латинска Америка и Африка ќе испратат своји лидери на инаугурацијата. Представници ќе испратат вкупно 105 земји, меѓу кои и САД, чија делегација ќе ја предводи првата дама Џил Бајден. Жените од Америка ја поддржуваат Камала Харис, а мажите повеќе си за Трамп, покажуваат анкетите. Изненадното влегување на Камала Харис во трката, по повлекувањето на председателот Џо Бајден во јули, се чини дека го поттикна тој блок гласачи. Во оваа изборна година, околу 1 од 5 жени во САД велат дека правата за абортус е клучно прашање за нив. Судиите на Американскиот врховен суд, номинирани од тогашниот председател Трамп, помогнаа да се укине уставното право на абортус во 2022 година. Трамп сака државите сами да одлучуваат за нивните закони за абортус, додека Харис сака федерален закон кој ќе ги штити репродуктивните права и слободи на национално ниво. Кај жените гласачи, според последните анкети, Харис има предност пред Трамп од 9 до 13%. Камала Харис има голема поддршка од некои од најмокните луѓе во Силиконската долина, меѓу кои и сопругата на Стив Џобс, Лорен Пауел Џобс, која е една од најбогатите жени во светот. Американското Министерство за правда поднесе тужба против Виза, обвинувајќи ја за кршење на антимонополскиот закон со потиснување на конкуренцијата, така што им се заканувала на трговците со високи давачки и им плаќала на потенцијалните ривали. Во жалбата поднесена во вторникот се вели дека Виза ги казнува трговците и банките, кои не ја користат соосвената технологија за обработка на плаќањата на Виза, за обработка на дебитни трансакции, иако постојат алтернативи.
Виза заработува дополнителен надомест од секоја транзакција обработена на нејзината мрежа. Според жалбата на одделот за правда, 60% од добитните транзакции во САД се извршуваат на дебитната мрежа на Виза, што ја овозможува да наплатува над 7 милиарди долари такси секоја година за обработка на тие транзакции. Илјадници луѓе се под задолжителна евакуација, а силни ветрови и штета се очекуваат во Флорида, Џорџија, Јужна Каролина, Северна Каролина, Алабама и Тенеси. Бурата Хелен се зајакна во ураган во Мексиканскиот залив и се очекува да донесе бури опасни по живот, силни ветрови и дождови, кои би можеле да предизвикаат поплави во поголемиот дел од Флорида и југоисточниот дел на САД, предупредил Националниот центар за урагани во Мајами, додавајќи дека бурата исто така има потенцијал да навлезе и во внатрешноста. Како што бурата се движела кон север, ветровите се зголемили до 137 км на час. Целата администрација на Бајден Харис е подготвена да обезбеди понатамошна помош на Флорида и другите држави на патот на бурата, ако е потребно, се вели во соопштението на Белата куќа. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!